Директно справување со изворите на загадување, креирање јавна свест од предучилишна до пензионерска возраст, промени во законите што се неопходни и имплементација на платформа за координација и следење на реализацијата на програмата. Ова се 4 компоненти на кои се базира програмата за намалување на аерозагадувањето. Ова денеска го соопшти заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули во владата каде се одржа 4-тиот од серијата отворени денови за иницијативи на граѓански организации, што се однесува на планот за чист воздух за 2019 година и неговата временска рамка за спроведување. Во текот на овој месец ќе се реализираат првите 2 активности. Тоа е поврзување на студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу во Скопје на топлинскиот оператор. Во моментов таму има 490 студенти, а загревањето е на мазут и во зимскиот период се троши 230 тони. Годишно има трошоци од 7,1 милион денари, од кои 5 милиони ги покрива државата. Со поврзувањето на топлинскиот оператор трошоците ќе се намалат на околу 5,3 милиони денари. Втората активност е концептот Зелен лист воздух чист. Се работи за иницијатива на Факултетот на земјоделски науки и храна и Шумарскиот факултет во Скопје, во секоја скопска општина, односно во едно основно училиште и една градинка, да се создаде парк од студентите. Таму да се засадат садници кои се автохтони и се произведуваат во Македонија, од опитното поле на нивниот кампус кој е 63 хектари. Шефот на кабинет на градоначалникот на град Скопје Никола Наумовски се осврна на активностите што ги превзема нивниот инспекторат на раззеленувањето, загревањето на домовите и транспортот. Наумовски соопшти дека во следниот период јавното сообраќајно претпријатие Скопје треба да распише тендер за набавка на нови 40 екоавтобуси на газ. Поголемиот дел од нив, како што рече, ќе бидат дводелни место двокатни и ќе превезуваат повеќе патници. Во владата присуствуваа и представници од повеќе невладини организации кои изразија задоволство што се работи на оваа тема и побараа надлежните да изнајдат начин и да им помогнат на мали и микропредпријатија, да го променат начинот на грејење, да се работи на климатските промени, да се обезбедат монтажни живеалишта за семејствата кои живеат во субстандардни услови во скопските населби.